Почитувани граѓани, почитувани медиуми, безбедноста на граѓаните е сериозно загрозена. Македонија гори од насилство, убиства по улиците, криминал и безредие. Вчерашното убиство во Штип дополнително ја вознемири јавноста. Дивење како на филм, за на крај да слушнеме за убиство на уште еден млад човек. Како е возможно млад турски државјанин да поседува пиштол? Чие е возилото со кое бегал и пукал дури на патарина? Кој го дозволил ова безредие или најточно кажано, кој ја дозволил ова анархија? Почитувани, општ хаос се случува по македонските улици. Нема ден, а да нема убиство. Тепачка, граѓаните стравуваат за својата безбедност. Не е сигурно ниту на улица, ниту во кафе-бар, па не е сигурно ниту дома. Вчерашното убиство во Штип, во кафе-бар, е само последно во низата убиства што се случија изминатава година и тоа се случи јавно пред сведоци. Ова е доказ дека министерот за внатрешни работи Тошковски ја губи контролата врз безбедноста во државата. Тошковски не само што нема капацитет да се справи со криминалот и да ја гарантира безбедноста на граѓаните, туку и дозволува негово слободно ширење на улиците, па дури во полициски станици. За 10 месеци Македонија се претвори буквално во див запад. Серија убиства се случија само во Скопје. Да подсетиме, убиство во Мавровка, убиство во Битпазар, Чаир, Шуто-Оризари. Разбојништвото и кражбите стана секојдневие. Криминалците се пресметуваат по улици, се фрлаат бомби во дворови на граѓани. Луѓето се плашат да излезат од дома, додека премиерот Мицкоски пак дели благодарници за наводна успешност на министерот Тошковски. Зашто? За неспособноста да се заштити еден единствен граѓанин во својата сопствена држава? Вака ли изгледа визијата на ДПМН за сигурна Македонија? Живееме во држава во која како на филм се фрлаат бомби по дворови, децата растат со звук на сирени и куршуми. Ова, почитувани, е реалноста, а не лажните пиар кампањи на ВМРО ДПМН и на Мицкоски за тоа колку добро се живее во нашата држава. Македонија е далеко од Скандинавија, како што сака да прикаже премиерот Мицкоски. Почитувани, Македонија се соочува со безбедносна криза. Министре Тошковски, уште колку убиства е потребно да се случат за да ви проработи совеста и да преземете одговорност? Почитувани граѓани, СДСМ бара целосно расветлување за убиството во Штип и одговорност за секој друг нерешен случај. Ви благодарам.